الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Почитувани браќа, месецот на Рамазан е еден од 12-тите месеци на хиџрескиот календар. Во исламот има посебна вредност. Аллах Џелешануху му дал посебни одлики на овој месец кои ги немаат другите месеци. Ке спомнам некои одлики, некои посебности со кои Аллах Џелешану и Мухаммед салаллаху алейхи ва селем не подучија. Прво, во него се извршува четвртиот рукан, четвртиот шарт на исламската вера. Аллах Џелешануху рекол, во месецот Рамазан започна објавувањето на Куранот, тоа е патоказ за луѓето, јасен доказ за вистинскиот пат и разликување на доброто од злото. Кој од вас ќе биде дома во тој месец, нека пости. Мухаммед салаллаху алейхи ва селем рекол, исламот се темели на 5 столбови на верата. Сведочење дека нема друг Бог освен Аллах Џелешануху и дека Мухаммед салаллаху алейхи ва селем е роб и пејкамбер, клањање на намаз, давање на зекат, постење во месец Рамазан и обавување на хаџ за оној кој е во можност. А во овој хадис е содржан четвртиот рукан, четвртиот столб на исламската вера, а тоа е постењето. Од тука гледаме вредноста, посебноста на овој месец, а тоа е извршување на еден од столбовите на исламот. Човекот за да биде муслиман мора да пости. Тој рукан токму се извршува во овој месец, а тоа ни зборува за одликите, за посебноста на овој месец. Втора одлика е во овој месец е објавен Куранот, кој е патоказ во кој има радосни вести за верниците, кој е лек за верниците, токму е објавен во овој месец Рамазан. Трета одлика која од посебностите на овој месец е ноќта на Кадар. Токму во овој месец е таа највредна ноќ и цело сура во Куранот која се нарекува Суретул Кадар. Аллах Џелешануху вели: Инна ензелнаху фи лейлетил Кадар, вама адраке ма лейлетул Кадар, лейлетул Кадри хайрун мин елфи шехр, тенеззелу лмелаикету варруху фиха биизни раббихим мин кулли амр, селамун хие хатта матлаил феџр. Ние почнавме да го објавуваме Куранот во ноќта Кадар. А што мислиш ти, што е ноќта Кадар? Ноќта Кадар е подобра од 1000 месеци. Во таа ноќ мелеките и Џибрил со одобрение од Господарот свој се спуштаат поради секаква одлука, сигурноста е во неа се до појавата на зората. Аллах Џелешануху го одликува месецот Рамазан, како што рековме, во него е ноќта на Кадар и многу хадиси ни зборуваат за вредностите на таа ноќ. Во еден хадис Мухаммед салаллаху алейхи ва селем рекол: ви дојде Рамазанот, мубарек месец, Аллах азза ва џел ви го пропиша да го постите. Во него се отвараат вратите на џеннетот, а се затвараат вратите на џехеннемот. Се врзуваат шејтаните во пранги и синџири. Во него има една ноќ која е повредна од 1000 месеци, на кого му бидеускратена нејзината добрина, навистина му еускратено големо добро. Четврта одлика во овој месец, која од посебностите на овој месец е тоа што Аллах субханаху ва таала го направил постењето и поминувањето во ибадет во месецот Рамазан, го направил причина за простување на гревовите. Мухаммед салаллаху алейхи ва селем рекол:
Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Кој ќе го пости месецот Рамазан со иман, верувајќи и надевајќи се на награда, Аллах Джелешануху ќе му ги прости минатите гревови. Муслиманите се сложни на тоа дека е пропишано и дека е суннет човекот да го помине месецот Рамазан во ибадет. Петта одлика, нешто што беше претходно спомнато, а тоа е затварање на џехенемските врати, а отварање на вратите на џеннетот и врзување на шејтаните. Ова, почитувани браќа, ни го олеснува нашето чинење на добро и нашето оддалечување од злото, бидејќи шејтанот е најголем непријател на човекот, токму во овој месец на Рамазан, тој е врзан во пранги и синџири. Шеста одлика, во овој месец Аллах Джелешануху ослободува луѓе од џехенемскиот оган спрема милоста на овој месец. Мухаммед салаллаху алейхи ва селем рекол: во секоја ноќ Аллах субханаху ва таала ослободува луѓе од џехенемскиот оган. Седма одлика на Рамазан е тоа што од посебностите на Рамазан е причина на човекот да му бидат простени малите гревови кои ги направил предходниот и овој Рамазан. Мухаммед салаллаху алейхи ва селем рекол: од џума до џума, од Рамазан до Рамазан се опростуваат гревовите доколку не се направи големи гревови. Осма одлика е тоа што постењето во месец Рамазан има посебна вредност. Мухаммед салаллаху алейхи ва селем рекол: кој ќе пости месец Рамазан, а потоа после Рамазан пости уште 6 дена од месецот Шевал, како да постел цела година. Девета одлика е што е суннет во ноќите на Рамазан, а тоа е клањање на таравија намаз. Мухаммед салаллаху алейхи ва селем рекол: кој ќе клања таравија намаз додека имамот заврши, како да е во ибадет цела ноќ. Десета одлика е тоа извршување умра во месецот Рамазан. Има посебна награда кај Аллах Джелешануху, бидејќи извршената умра во другите месеци не е како умрата извршена во месецот Рамазан. Мухаммед салаллаху алейхи ва селем рекол: умра извршена во текот на Рамазан има награда како хаџ или хаџ со мене. 11 одлика, мустехаб, суннет или пожелно читање на Кур'ан во овој месец. Човекот секогаш треба да чита, да учи Кур'ан, да размислува околу Кур'анот, но посебно е во месецот Рамазан, бидејќи месецот на Рамазан е месец на Кур'анот. Џибрил алейхиселам секоја ноќ се сретнуваше со Мухаммед салаллаху алейхи ва селем и го подучуваше со Кур'ан. И 12 одлика, последна одлика во овој месец е човекот да го нахрани со ифтар некој од својата фамилија или некој пријател. Има посебна награда, има награда како и самиот постач, како што рекол Мухаммед салаллаху алейхи ва селем: кој ќе нахрани постач, кој ќе даде ифтар, кој ќе нахрани, таквиот има награда како и самиот постач, без да му се намалува. Ова се некои од посебностите на месецот Рамазан. На крај, го молам на Аллах Джелешануху да ни го олесни месецот Рамазан. Го молам на Аллах Джелешануху да ги прими нашите ибадети, нашите добри дела, нашето читање на Кур'ан. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.